Да објасниме што значи позитивна дискриминација и дали дава добар резултат? Да, и па еве да земеме пример за позитивна дискриминација. Во Македонија веројатно во менаџментот и во управните одбори на најголемите 100 фирми има, мислам дека ако не се лажам 25% или 20% жени. Позитивна дискриминација, како што е по правило, на пример, спроведува Германија, каде што им наложува на компаниите дека мора да имаат најмалку 40% законски, кај што им наложува дека жените мора да бидат во управувачките тела. Зашто? Бидејќи во фирмите исто така работат жени, кои што исто така треба да имаат можноста да учествуваат во она што се вика градење на фирмата и да даваат идеи. Така што позитивната дискриминација е важна алатка, но не е трајна алатка. Не може за секогаш да имаме таа позитивна дискриминација. Она што суштински пробува да се направи со тој метод е во суштина да се направи некоја еднаквост, да се постигне еднаквост, каде што општеството ќе биде доволно трансформирано, што ќе може сам таквите одлуки понатаму да ги прави. Така што во нашиот систем имаме доста случаеви на позитивна дискриминација. Лично мислам дека е многу важно, бидејќи тоа отпочна еден процес на покрај трансформацијата на општеството, но и прифаќање едни со други. Односно, оние кои што биле маргинализирани и оние кои што сметаат дека сега губат некакви права, а во суштина само се изеднаквува просторот за работа. Период на толеранција, да речеме така. И ова исто може да го објасниме. Која е разликата помеѓу еднаквост и правичност? Така? Мислам, како ова се користи за да се донесат нови закони, нели? Тоа се вика equality и equity на англиски? Па во суштина, кај нас имаме еден термин правична застапеност, кој што се користи од 2001 година после Охридскиот рамковен договор, каде што според некаков систем на клуч се воведуваат ваквите позитивни мерки. Дали е тоа праведно во смисла дали сите така имаат еднакви шанси? Не. Ама тоа значи дека одредена општествена група ги интегрираме назад во системот и им ги даваме можностите кои што можеби ги немале во изминатите години, системски гледано. Но тоа не значи дека секогаш тоа е правилното или правичното нешто да се направи, бидејќи не е тоа еднаквост. Бидејќи ако вработуваме, например, само одредена структура на граѓани, етникум, тоа не е правично. Чисто за да го попуниме квотава, демек да си ја попуниме, сега мора да биде тоа. Па да, ама има еден друг суштински проблем, не е само за квотата, туку е многу поважно да се види да се реинтегрираат луѓето во системот кои што немаат доверба кон него бидејќи биле маргинализирани толку долго време. Така што политичките партии многу често тоа знаат да си го искористат за сопствени цели и како алатка и да вработуваат сопствени луѓе, но во суштина, во праксата тоа е многу важен сегмент на пак да се добие доверба во државниот систем и да се има позиции кои што можеби во изминатите 27 години ги немале.